Се враќаме назад во живо во студиото и она за кое што на почетокот оставаме минути се за нашите комерцијални партнери, а при тоа зборуваме за една општествено одговорна работа. За таа намена со нас е Јулија Цветковска, се извинувам од Пелистерка, и Марија Трајковска. Марија, ќе имате прилика да ја видите нешто подоцна во она делче кое што го пуштаме наменски во овој дел од студиото. Пред се, Пелистерка прави една нова реклама, прави една нова работа, а тоа е иновативност на некој начин би рекол, или пак еве како што велите општествена одговорност, а тоа е знаковниот јазик во рекламата. Нешто што ќе го погледнеме секако потоцно. За што се работи? Така. Први мислам дека е многу неблагодарно сами за себе да раскажуваме колку тоа сме ние општествено одговорни. Мислам дека тоа треба да го раскажуваат нашите постапки. Меѓутоа е во овакви моменти фино е да се насочи фокусом кон она што го работиме ние во моментов, а тоа е првата реклама воопшто во македонскиот медиумски простор направена со знаковен јазик, односно истолкувана на знаковен јазик. Тоа не е нова реклама на Пелистерка, тоа е веќе постоечка медиумска маркетинг порака со која што навистина кажуваме нешто и тоа нешто кое што го кажуваме Марија имаше прилика да го истолкува на знаковен јазик за да разбера таа порака и лицата кои што имаат оштетен слух. Да, навистина одлична идеја, Јулија. Очекувате ли дека можеби ќе поттикне дополнително, освен општествената одговорност, меѓутоа и малку подигнување на Јас искрено се надевам дека оваа наша реклама ќе ги поттикне и останатите македонски компании, ќе ги поттикне нашите конкуренти да направат нешто слично или ако можат и нешто подобро, затоа што спремајќи се за оваа емисија најдов на навистина фрапантни податоци, колку тоа малку содржини им се достапни на лицата со оштетен слух. Без разлика на тоа што имаат законски 30 часа месечно или годишно, не знам, тоа може Марија повеќе го знае, за да им обезбедиме информации на толковен јазик, тие не ги добиваат ни тие 30 часа. Тоа значи дека посетуваат лекар, посетуваат аптека и при тоа нема толкуваш со себе. Мора сами да се разбираат со луѓето кои што се вработени на овие позиции и искрено се надам дека оваа наша реклама ќе ги поттикнете сите други да преземат некаков чекор. Јас премајќи се за емисијата се обидов. Првиот јазик навистина ми се виде многу комплициран. Се обидов барем да научам барем еден збор и се што успеав во текот на денот да научаме, претпоставам Марија ќе разбере дека ова значи здраво. Тоа е се што успеав да научам и морам да признам дека сега ги разбирам луѓето кои што имаат во својата блиска околина луѓе кои што имаат оштетен слух. Навистина треба многу труд, многу енергија и многу љубов за да го научиш јазикот и некако да се разбереш со нив. Марија, ова е твое прво појавување. Така да. Еве да не биде ни последно, тоа се надеваме и ние, да. А колку е тешко, колку е тежок самиот тој таа знаковна азбука? Па зависи за кого. За мене искрено не е многу тешко, бара многу вложување, бара труд, затоа што како и сите јазици што бараат труд, како и англискиот, германскиот, треба многу вежбање. Ако си има волја и ако си има желба, мислам дека не е тешко. И сега, знаејќи дека си во едно видео кое што ќе се врти нели низ телевизиите, лично вака, што ти значи ова? Ми значи едно големо искуство пред се и ми значи една голема добивка затоа што можам да бидам глас на главите лица, за да и тие бидат вклучени во нештото, да бидат вклучени во телевизијата, да ги разберат нештата и се надевам ќе продолжам да им помагам на истите. Да, спомена и Јулија, ете ти повеќе се инволвирана нели во контактите со лицата со оштетен слух. Претпоставуваме дека, како што спомена Јулија, со проблеми од тежната комуникација се соочуваат. Во секојдневното функционирање ли е тоа? Имаат многу проблеми затоа што има многу малку толкувачи на знаковен јазик, а има поголем број на глуви лица. Во Македонија, колку што знаме, над 8.000 лица со оштетен слух бројот. Така да тешко е кога ќе одат на лекар, тешко е да учат факултет. Лично од факултет имам колега. Многу им е потешко на истите и мислам дека треба сите се повеќе да се вложуваме за да им помогнеме. Така, ја имаме колегите од режија веќе ми јавуваат рекламата за која што веќе дискутиравме, па одлична можност е сега во продолжение да ја погледнеме. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук.
Звукот на Пелистарка. Да, ова беше навистина одличната реклама на Пелистарка со фокусот нели на знаковниот јазик за лицата со оштетен слух. И пред крај, Јулија, неспорно е дека компанијата нели Пелистарка и она што и вчера можеше да ни го испрезентираш во однос на апликацијата, секогаш во фокусот на здравите навики, меѓутоа и она општествена одговорност што ја споменавме. Но од каде главната идеја, од каде потекна токму за една ваква реклама и ваков фокус? Главната идеја потекна од моментот што свативме дека сите клиенти за нас се подеднакво, сите потрошувачи за нас се подеднакво важни, и во тој момент свативме дека лицата кои што имаат оштетен слух, до нив не стигаат нашите пораки. Освен ако тие пораки не ги прераскаже некој нивни близок. Затоа решивме да превземеме чекор, тоа да го направиме ние сами, да им олесниме и на лицата со оштетен слух и на нивните блиски пријатели и роднини. Чисто за крај сакам само да потенцирам да не ги демотивираме македонските компании и македонската јавност. Значи не е дека само ние овде во Македонија сме толку назад во однос на овој толковен јазик. Стигнав до еден податок кој што вели дека во Америка кон крајот на 2018 година отворена првата продавница цела ребрендирана со знаковен јазик. Тоа значи дека и светот каска за овој проблем, не само ние. Така што нека биде ова гостување еден апел до сите компании во следните кампањи, нека се сетат и на овие лица. 2019 така да се фокусираат сите. Да. Марија, Јулија, ви благодариме што бевте. Ви благодариме, да. Одвоивте време за студиото. Ние, почитувани, одиме со една кратка пауза, па ќе се вратиме со останатите предвидени содржини во денешното издание на Студио 1.